Добар ден прво на сите, сакам да ве поздравам прво вас медиумите кои што денеска не почестивте што со вашето доаѓање тука. Сакам да му се заблагодарам на присуствието на председател Христијан Мицковски, еден премиер на Република Македонија. Ние направивме една обиколка во населеното место Градско, му беше презентирано од сега тоа што е сработено и тоа што во иднина ќе се работи, му беа презентирани проектите кои што се завршени, некои кои што се во тек. Денеска сме наоѓаме на локација каде што од денешен аспект започнува со изградба оваа улица која што ние нарекуваме обиколница, која што е тендерирана од Министерството на транспорт и врски. Средствата се обезбедени од Светска банка и се во износ од 7.600.000 денари и обиколница која што всушност треба да го растерети сообраќајот во Градско, односно тешките моторни возила кои што минуваат низ централното подрачје би требало да поминуваат тука. Тие од денеска започнуваат со градба, па така дојдовме на увид всушност на работите кои што се одвиваат тука. Јас би ве сакал да ве замолам уште извесен временски период, една минута, да буквално, ако така може да се каже, се пофалиме со она што до сега го имаме сработено. Посебно сакам да истакнам две работи по кои што сме карактеристични, односно кои што ги нема никој во Македонија до сега воведено, а тоа е прво бесплатна градинка за сите деца во Градско, односно средства кои што ги обезбедуваме од буџетот на општината и со кои што во целост всушност ги плаќаме придонесите на родителите кои што треба да ги одвојат за сопствените деца за да одат во градинка. И втората работа која што почнуваме од вторник, односно од 2 мај, а тоа е бесплатен оброк прво за децата од 1 до 5 оделение. Зошто сега го започнавме сето ова? Зошто кон крајот на школската година? Затоа што сакаме прво да видиме како ќе се одвива проектот, дали ќе има одредени аномалии, дали родителите ќе бидат задоволни, дали децата не дај Боже ја фрлаат храната и така натаму. Доколку се покаже како што треба, од 1 септември продолжуваме со истата пракса, значи бесплатен оброк за сите деца од 1 до 5 оделение, ако е секако што треба од наредниот буџет од 2024 година, тој ќе го надоградиме, што значи дека ќе се однесува на сите деца, односно од 1 до 9 оделение. Кога треба да биде готова обиколница? Па оваа обиколница би требало да биде готова за отприлика 20 до 30 дена. Отприлика 1 километар.